До сега може да заклучиме дека целосно се игнорираат тие кои биле на функции токму во времето кога се случила трагедијата во Кочани. Според јавно достапните информации, двајца поранешни директори на Државниот пазарен инспекторат се опфатени со истрага поради наводно непостапување. Логично се наметнува прашањето зошто актуелниот директор на Државниот пазарен инспекторат, Владко Стојковски, не е опфатен со истрагата. Иако, веројатно, носи дури и поголема одговорност за надзорот врз објектот ПУЛС во периодот пред и за време на кривично-правниот настан. Државниот пазарен инспекторат има надлежност да врши надзор над примената на законите, а има и законска обврска да одреди и да забрани работа од 30 дена доколку не се исполнети законските услови за работа на конкретен објект. Дали сето ова било спроведено во мандатот на актуелниот директор на Државниот пазарен инспекторат? Доколку се штитат поединци блиски до власта, довербата на граѓаните по правосудниот систем ќе биде целосно урната. СДСМ бара целосна, независна и неселективна истрага. Правдата мора да биде задоволена и да биде еднаква за сите.